И без бомбите, шефицата на специјалното обвинителство Катица Јанева има докази за новите истраги. Со предлог законот Јанева вели може некој да се спаси, но да има и плюс обвинети. Сепак потенцира е задоволн, бидејќи на обвинителството со кое раководи му се проширува надлежноста. Иако дел од осумничените во империја Врховниот суд ги ослободи од домашниот притвор, Јанева ќе анализира како да ги обезбеди. Може би во иднина, а може би во најбрз можен рок, колку може да се каже, дека ќе побараме по други предмети одредени мерки за определени лица, не мора да конкретно сега да ги набројуваме од империја или од другите предмети за кои се империја се пушти сега од притвор, но во секој случај, знаете, со тоа се бориме уште од првиот ден, така да и тоа некако навикнавме ние. Ако добро сватив, може да поберете за Мијалков за друг предмет, ако го пуштат од империја? Да, мислам дека може да се побара и во други предмети и будно ги следиме состојбите во предметите. Дел од предметите, односно предистрагите на СЈО, ќе ги преземе обвинителството за организиран криминал. Новиот закон за јавно обвинителство познато ви е вас дека работни групи на обвинителството и на специјалното обвинителство работеа на изготвување на нов текст на законот, инкорпорирање на специјалното јавно обвинителство. Мислам дека во сегашното решение се задржани добри одредби. Колку и дали законот ќе даде резултати, треба да покаже праксата. Адвокатот Звонко Давидовиќ смета дека законот е добар што СЈО добива независност, ама го спори фактот што е под капата на јавното обвинителство. Промени во јавното обвинителство нема. Имавме промена на јавниот обвинител на Република Македонија и толку беа промените кадровски. Сепак таквата состојба ја прават и кадрите во јавното обвинителство, а не видовме ничива одговорност за таквото нефункционирање и непостапување на јавното обвинителство. Токму специјалното обвинителство беше формирано поради неработењето и селективноста на јавното обвинителство. Тогашниот републички обвинител Марко Зврлевски предметите ги чуваше во ФИОКа и не постапуваше за собраниските инциденти.